Ја па води фава, ајде. Ме слушаш ако ќе те зборам? Како? Duas para cada brazo. Te quiero ver bailar. Bailar. Денес, очекуваме за прв пат да реагирате на староградска музика од Охрид. Добро. Староградска охридска музика. Ајде, ајде. Староградска Добро. охридска музика. Староградска охридска музика. Добро, добро. Староградски охридски песни. Повеќе песни ќе ми пуштиш? Океј, познато. Ме звучи познато. Ой ти момче, охриганче, Па, не знам как се вика, тоа ја знам. мислено, крај Како се викаше песна? естен шеташ, кажи дали не Најчесто нешто што се пее од текстове на словот. кој ти открадна, тешко. Не ја знам валјда. Не мога да знаеш песна? Нешто кажи можда овде. Ете ти сега го заборев. Ој ти охриѓанче, решо валјда така. Ој ти момче охријанче. Ој ти момче охриѓанче. Добро. Песнава е Ој ти момче охријанче. Песнава се вика Ој ти момче охријанче. Не ми текви името. Е, сега го испеа. Четово. Ох ти момче охриѓанче. Еј ти море момче охриѓанче. Ој ти момче охријанче. Ајде, ќе го важим. До Крај езеро. Појма нема. Ансамбл Билјана. Дали ги знаеш? Да. Да? Ансамбл Билјана. Да. Сарај. Не, Ансамбл Билјана. тие. Ги знаеш? Ги знам дека постојат. Јован Поп Стефанија, Христијан Томевски и другиве се, мислам, се менвет. Визитарска песна. Добро, ја го знам, само да ми текне. Ова не знам дали имам слушнато. Да слушам Томевски. Ти си моме идеално. Не знаеш песна? Ја знам, ама не знам име. Ја знаеш. Не знам кој е, не знам. Ти си моме идеална песна. Ле. Па те слуша? Прв пат, вали. Да. Добро, ти си моме идеално. Да. Можда на некоја визита. Ах, моме. Не. Ти си моме идеално. Не. Не знам, ако речем дека се вика ти си моме идеално. Ќе пробам. Добро. Ја препознавам, искрено уживам многу. Искрено многу ми се свиѓаат староградска музика. Ми иде вајб на фамилија, ми иде на збиранки дома што сме ги имале. Не знам. Да се напијам една жолта. Ама ми пречит кога ќе слушнам некоја свадбарска варијанта со некој сајзери глупи. Мене многу ми ува староградска во наша музика. Кога ќе се собериме како фамилија сите, не слушаме Травис код, не знам што, Били Ајлиш, вака се пуштаме некои вакви музики. А вака баш со најизворниви инструменти што се, па можда и некој помодерен аранжман, ама нешто ко Владко Стефановски што ви направил. Е многу убава работа и релаксирачка, и пријатна, и весела. Мислам дека не е стварно да вам оценета. И за сенета е од
друга музика слична. Баш како во фамилијава има многу луѓе што свират виолина и од време на време знаат вакви песни да свират. Некако ми прави да го сватам богатство во ствари што го имаме како Охриѓани. Да, ја знам. Само не се вика. Добро, чифте, Python Лари. Уште нешто да каже, може да ќе ми чуи. Чифте, Python. Валја се вика чифте чамче, нешто чифте, не знам. Чифте, Python. Чифте, Python Лари. то. Чифте нешто. Чифте, Чифте. Python Лари. Мама не ме нешто. Чифте, Python А Лари. добро. Добро, не, ја знаев ова. Не, Не, не. да кажам најпретенски, што нас се слушни чифте. Многу долги се наславиве. Цел живот сум го пел нешто така, па да. Таа е. Вакви бавни ми се многу побои. Ој, љубов. Испушке. Дали знаеш песна како се вика, пошто по истиот наслов, годинава имаше еден настан организиран од Културолошка и од ансамбл Билјана, Староградска пловидба по По езерано што беше? Да, имаше настан со кајчиња, кај што Да ти текни како се викаш. а, Не ти текни да настан? Ми текви дава, не бев. Љубов безнадежна? Не, немој толку да Љубов, та... ама- Немој да е толку тажен настојано да се викат. Да се сетам, фотограф бев нова, треба да ги знам овие работи. не. Ти текни настанот како се викаше? Не памтам наслови општо од песни никогаш. Нема да ми текне. Ке се каже во песна, така... Така почна. А зато ти ми направи муабет. Ова ој љубов се викаат. Песна овај наставот се вика Ој љубов. Нешто сој беше, ава. Така беше. Пола им се 90% ги се. Не ми текви. Ој љубов. Сега ми текна. Ој љубов. Имаат љубов, да, ама. Ој, љубов. Да. Пред тебе колку е значајна староградска музика за еден град како Охрид? Мислам дека дефинитивно треба да се заштити. Да, е многу значајна. Ми дава доста пријатно чувство кога ја слушнам, кај да ја слушнам. Знаеш, многу уникатни се тие работи. Всушност толку треба да се почитуваат и да се негуваат, заради тоа што не е само музика, туку и кажуваат приказни од минатово. Ова е музика, што би ја слушале стари луѓе. Староградска вовдека за Охрид си е, фала Богу, нешто наше охридско, мислам нешто специфично, што си е. Многу е значајно, за Охрите е значајно и е многу уникатно, поготово како македонска музика која што не толку многу е ценета во денешно време. Многу, некако многу убава атмосфера пред. Особено вакви како последнава побавни бе. Мислам, е надокнадок нешто дополнително што додава на културава во градов, а е стварно битен дел од културата на нашиот град. Се примеќа дека од Охрид со самава атмосфера што ја носи самава музика. И така, ако го пренесеме од колено на колено, ќе се задржи културава наша и ќе си останеме автентични на некој начин. Да се негуваат си е нешто што си го имаме, што си е наше и што треба да се почитуваат. Ако се направат
аранжмани стварно отсвирани од квалитетни музичари, како што и меѓу другото нашиве од ансамбл Билјана сите до еден се. Би било идеално заедно со целава атмосфера на градов да по ресторани да се пуштат ваква музика често. Би слушал ваква музика по дома? Да. Сам, пример, да си не возбиран, ки сам да си да пуштиш староградска музика. Да, зашто не, да. Ако не сум толку навлезен во музика, сега добро, контрадикторно малце ги знаев повеќето, ако не сум толку навлезен, сепак сметам дека треба да се зачува. Дури и на плоштади да се пуштат ваква музика, пошто стварно музикава, дури и да не знаеш за Охрид воопшто, кога ќе слушнеш оваа музика, ќе те потсети на место ко Охрид.